Главната цел на проектот Спорт за сите е да ја подигне свеста на јавните институции за спортот и физичките активности. Спортот веројатно е единствениот и универзален инструмент кој може да го подобри здравието и да ги подобри професионалните резултати на младите и возрастните, богатите и сиромашните, оние во лоши услови и тие кои имале повеќе среќа. За проектот Спорт за сите подетално разговараме со иницијаторот воопшто за реализација на овој спорт, господин Владо Срабиновски, кој е воедно и председател на Балканската асоциација за развој на алтернативниот туризам Балканија. Добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро е. Која е целта најнапред на проектот Спорт за сите и кои се таргет групи? Проектот е од програмата Erasmus Plus, европската програма, со цел да се создаде посебна програма која ќе го афирмира спортот за целокупна Европа како потреба на општеството, како состојба која се заканува, неактивноста во општеството се заканува да влијае на физичкото и менталното здравје на луѓето. Затоа борбата против оваа закана од неактивност како епидемија која што се шири, се пробува да се сузбие преку активности кои што ќе го афирмираат спортот и рекреацијата кај целокупното општество. Преку оваа програма ние сме дел од еден меѓународен проект европски, каде што учествуваат 7 земји. Ние сме дел од Македонија, каде што треба да го афирмираме спортот до сите структури во општеството и имаме 6 вида на активности, преку кои сакаме и доаѓаме до повеќе целни групи. Кои се тие активности да слушнеме? Во основа прво е активноста за афирмација на спортот, како спорт за сите, потоа втора активност ни е спорт за луѓе со посебни потреби, бидејќи за нив е многу значајно да им се овозможи начин да бидат вклучени во спортските активности, бидејќи нивната потреба е многу поизразена отколку нормалните луѓе и можностите се намалени. Потоа спорт и волонтерство, кое што исто така игра голема улога, бидејќи волонтерството ги дефинира и социјалниот аспект влијае кај младите луѓе и воопште кај возрастните да се бават со спорт, а и го развија социјалниот дух. Потоа соработка во спортот и имаме исто така економската димензија во спортот, која што исто така значајна за здравите луѓе се многу поефектни и поефикасни во работењето доколку се способни да обавуваат својата дејност. Успеавте ли барем делумно да ја постигнете целта? Кој е бенефитот од овој проект? Проектот трае 18 месеци, завршува во јуни месец. Ние веќе во делот на активностите во проектот учествувавме на многу работилници и предавања, семинари во Бугарија, бидејќи носител на проектот е Бугарската федерација за деца без родителска грижа. Ние сме партнери од 7 земји покрај Бугарија, Македонија, Грција, Португалија, Турција и Унгарија и Романија се учесници во проектот, а нашите активности насочени према задачите што ги имавме во проектот во целост ги реализиравме и одржавме повеќе настани. Прво имавме настани од областа на спорт против агресијата и насилството во училиштата. Во 6 училишта во Македонија имавме работилници и предавања на темата која што ни е целната задача и бенефитот и реакцијата на младите луѓе е позитивна и ние се надеваме дека со тие активности, со тие презентации, барем до дел од нив ќе допреме и веќе доправме да ги поттикнеме да се бават и да рекреираат со спорт. Потоа имавме округли маси кои што ги реализиравме во Пекчево и во Демирхисар, исто така за структури од областа на спортот, каде што беше целта соработката во спортот, каде што ги собираме луѓето, институциите, спортските клубови да најдат начин да соработуваат меѓу себе. Направивме форуми за спорт исто така во Битола и во Скопје и исто така направивме семинари на темата туризам на темата спорт, со спорт на работно место. Сите тие фидбек, реакциите и истражувањата што ги направивме со учесниците на овие настани се многу позитивни и сметаме дека ќе допреме до голем број на луѓе да ги поттикнеме и да ги информираме дека спортот е нивна потреба и нивно средство за справување со тековните проблеми и со состојбите што ни се случуваат како резултат на брзиот начин на живење и динамиката што ни се наметнува во современото општество. Така.
Овој проект, како што споминавте, би требало да се заокружи некаде во јуни, но да се надеваме дека активностите ќе продолжат и понатаму да се спроведуваат и да се практикуваат, но Балканија не застанува тука. Она што ми го најавивте во оној неофицијален разговор е дека следниот проект е внесување иновативност во туризмот. Само накратко да кажам дека овој проект ќе продолжи, бидејќи врската од проектот е да направивме една алатка во склоп на проектот, така наречена Open Office, каде што поврзавме по најмалку по 10 организации од сите земји кои што се бават во областа на спортот, за да може да во иднина да соработуваат на разни начини, дали да разменуваат искуства, дали да се поврзуваат за да креираат нови проекти, што значи проектот тука не завршува, меѓутоа само отвара одредени врати на идна соработка на земјите учеснички во проектот. Ќе продолжат да се негуваат здравите навики, да се практикуваат. Секако. А ние со Балканија продолжуваме во областа на туризмот да работиме интензивно и веќе имаме нови два проекти. Едниот е започна, добиен е од исто програмата Erasmus Plus K2 акцијата, со која што ЕКВЕД програмата, тоа е Европски кредит систем за професионална едукација и тренинг, преку кој ние ќе пробаме во период од 2,5 години да креираме две нови професии во Македонија кои се дефицитарни на туристичкиот пазар, а тоа се водичи во природа и водичи и менаџери во рурален и агротуризам. Констатиравме преку истражувањата дека одредени професии кои се потребни на туристичкиот пазар се дефицитарни и преку овој проект ние сакаме да ги имплементираме стандардите и она што е веќе применето и добрите пракси што е веќе применето во Европската унија да го имплементираме и кај нас. А кои се вашите начини на внесување иновативност во туризмот? Тоа е оној другиот проект. А другиот проект е од програмата Балкан Медитеран, каде што сме 5 земји партнери во тој проект и преку тој проект ќе помагаме во 6 општини, предвидено е во 6 општини во Македонија, да помагаме на малите и средни предпријатија да користат иновативни методи како да ги подобрат стандардите на туристичката понуда, да ја подобрат туристичката понуда, да ги зголемат содржините и да користат современи методи на маркетинг и подобрување на целокупната туристичка понуда во руралните средини. Еве овие проекти нека бидат повод за некое ваше следно гостување, бидејќи сме временски ограничени. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам за денешното гостување во студиото на телевизија. Благодарам и на вас, бидејќи преку вас медиумите ние можеме да допреме до пошироката јавност и да ги нашите реализирани идеи да ги прикажеме да видат што повеќе луѓе.